треба да должиме многу. Може деца во Пештани имаат наставник дека комбинира Пештани, никако не може. наставник во Пештани, ако сакаат деца да учат во чиста паралелна. Како Пештани не пуштиме? Пуштиме деца во Дошло од Пештани дедото да ги пуштат овде. Со сина. Во Пештани не се полниме број на ученици во Пештани. Нито Пеца полни број, ни Любаништа, ни Елшани, којско полни број. Ај, еден поеден што мислите, кажи. Малку свеско да Ма кажам, ние што милиме, параме Те настави. ги пуштиме в град, те ги пуштиме во Рача. Не Пештани. А со што сме врзани ние со Пештани, како се почнаме? Со ништо. Ние, значи, можеме да видиме како дел и од Григорот Христов, така? Во Рача истиот настан стана, за Значи, две нема да оделенија во една паралелка, па другиот ден наставник. 3 оделенија во една паралелка, па не може во Сокојско. Кој е Сокојско? Се реши службите на 2 дена, значи таму. Наместо во град не во село да пуштаме деца. Ако не можете вие значи да изестувате, кажете ми лани како се деси Рача, пошто си пратам, си читам навечер, навикам вестниците, како успеа за 2 дена тие да му наметнет на општината да му плати на учител да дојде да ги учи децата. Значи само еден ден не ги пуштија. Така беше во вестникот најавено, родителите од населба Рача не ги пуштија децата поради споена паралелка. Никош не да. И ние така Од ова, мислам и од предходниот, Теодора и наш став е да не се реши проблемот. Ако не сте способни, отстапете од местото. Нека дојде некој поспособен да го решиме случајот. Иначе не може така. Може да, ама Јелчев може да се донесе учителка да учи, че само овде дека не може. Само овде дека не може. Кажете ми, пример, 3 оделенија во една паралелка кај на друго место се кој. Ма не дава да одговор. Да запишува и да заврши. Нема да заврши, но дека не најме начин. А се оставите не само тоа што дека ќе ги казните родителите, го прочите и завршите тоа. Не. Барајте начин, реши се проблем. Наведам по која причина не го носам припаѓа ми секој ќе припаѓа. И во записни беше наведено дека директорот Кажете некој начин, кажете некој Значи директоров ни се закарви таку не ги пуштиме децата на школа дека ќе не казни. А министерство не праќа наставник нека објасни зошто. Реков според закон. Па според законот директорот не размислувате логички изгледа. Според законот Министерството за школство треба да прати наставник директор. Како што треба сите услови. Значи тоа е законски. Ако војме ние против тоа, тогаш е незаконски, господине. Добро, добре. Значи ние бараме правдата. Не е тоа незаконски да обараш. Имавме централна власт, добивме локална власт, добивме ништо. Ние мора да бараме помош од друга држава да дојде и да ни донесе и наставник и да решиме прашањево и со ученициве, со све да решиме. Ние како најуба населба станавме најлоша населба овдека. Немаме никакво поддршка ни од локална, ни од централна власт. Не знам кај треба да се обратиме ние. Ние сме најзапоставената населба од најубата. И ние зборуваме за нешто, а не знаеме што зборуваме. Немаме помош кај да се обратиме веќе. Немаме подкрепа. Па немаме никаква подкрепа. И ние мора да бараме ситуација и решение. И нема да подлегнеме ние на некои работи, дај че ги решаваме етапно полека. Ние ова е веќе немаме решение за ништо. Не крив директорот. Криви се работиве што од порано се запоставени и мора ние малу да се организираме и да постапиме, децата нема да ги пуштаме на училиште. Било какви казни, какви онако да сносиме, треба сите да видиме единствени и ова прашање да се реши. Не да се влечка тоа со години. Ние и школо сами направивме и сите работи ги направивме